Обврската за возачите во своите возила да имаат и зимска опрема доколку патуваат надвор од градските средини завршува денеска. Возачите беа обврзани да носат цинџири за гумите од автомобилот од 15 ноември до 15 март. Вие го гледате најновото издание на Урбаните вести. Следуваат насловите за денеска. Ке се доградува спортската сала во Ченто. Кампања за превенција од рак на дебело црево. Не смислувајте изговори. Одбележан светскиот ден на потрошувачите. Дневните кампањи на скопските кандидати за градоначалници за локалните избори 2013. Жителите на Ченто набрзо ќе добијат нова спортска сала. Станува збор за доизградба на спортската сала, чија изградба била започната уште пред 10 години. До изградбата на салата ќе чини 20 милиони денари, а се реализира во соработка со општина Газибаба и Агенцијата за млади и спорт. Наскоро ќе започне реализацијата на проектот за доизградба на спортската сала во населеното место Ченто во општина Газибаба. Изградбата на оваа сала била започната уште пред 10 години, но поради нерешени имотно-правни односи нејзината изградба била стопирана. Веќе имотно-правните проблеми се отклонети, проектот е спремен и во наредниот период ќе отпочнеме со доизградба на оваа спортска сала која што ќе биде спортски центар за населбата Ченто. Општина Газибаба става голем акцент на изградбата на спортски објекти на нејзина територија и поддршка на спортските настани. Затоа говори фактот што во 2010 и 2012 година општина Газибаба беше прогласена за најспортска општина во Република Македонија. До изградбата на спортската сала е дел од проектот на Агенцијата за млади и спорт за адаптација и санација на постоечки спортски објекти. Инвестицијата за изградбата на оваа сала ќе чини околу 20 милиони денари. Тоа е дел од проектот адаптација и санација на постоечки спортски објекти. Меѓутоа приоритет во овој проект имаат оние сали кои што беа започнати, очигледно не било доволно само желба и волја, значи потребно и знаење и работа на терен за да се доведе работата до момент да може да се доизгради. Општина Газибаба во соработка со Агенцијата за млади и спорт работи на изградба на тениско игралиште во основното училиште Григор Прличев во населбата Железара. А општина Газибаба продолжува и со активностите за изградба на спортски објекти, како што се регионалниот спортски центар на потегот од населеното место Стајковци до Црешево и изградба на мали мултифункционални игралишта кои се барани од граѓаните. Наместо реконструкција ќе се гради нова универзална сала. Процедурите за истата ќе започнат веднаш по завршувањето на локалните избори. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска истакна дека било утврдено дека самата реконструкција на објектот нема да доведе до решавање на некои важни прашања околу функционалноста на објектот, челичната конструкција и администрацијата. Според анализите кои се направени се покажува дека со самата реконструкција постоечкиот објект, бидејќи е 47 години стар, нема да може да го издржи зголемувањето на количината на арматурата, но и доколку се оди со реконструкција нема да може да се зголеми бројот на седиштата во самиот објект. Универзалната сала сега има 1500 седишта, а се планира и потребата беше да бидат од 2500 до 3000 седишта, се со цел самиот објект да има мултифункционална димензија. Владата оди во насока на изградба на нов објект на местото на универзална сала, не со реконструкција, од причини кои што претходно беа направени од една поопсежна анализа од страна на стручни лица и од страна на градежниот факултет, каде што се утврди дека самата реконструкција на објектот универзална сала нема да доведе до решавање на некои битни прашања околу функционалноста на објектот, околу администрацијата, околу челичната конструкција и армирано бетонската конструкција на самиот објект. Имено, значи, анализите покажаа дека со самата реконструкција општо прифатените критериуми и норми се доколку се врши, значи, зголемување на количината на арматурата и на бетонската конструкција, на челичните конструкција на самиот објект, таа тежина не може да ја прифати, бидејќи објектот е веќе 47 години од кога е изграден, а општите параметри се до 50 години, значи може да се поставуваат такви дополнителни количини на арматура и на бетон. Тоа е првата причина. Втората е околу делот на функционалноста, значи ако се оди со реконструкција не можеме да одиме во зголемување на седишта во самиот објект. Овој објект веќе не може да ги задоволи потребите на градот Скопје за манифестациите кои што се планираат во него, така да со изградбата на новиот објект сметам дека градот Скопје ќе добие универзална сала која што ќе одговори на потребите на граѓаните кои што во меѓувреме се нараснати.
Здруженијето за борба против рак Борка за секој нов ден го одбележува месецот март, светскиот месец за превенција од рак на дебелото црево. Во текот на овој месец се спроведува кампања "Не смислувате изговори", која опфаќа повеќе активности. Инаку во Република Македонија од рак на дебело црево годишно заболуваат околу 500 луѓе, а околу 380 умираат. Андријана Димитриевска. Месец март е светски месец за превенција од рак на дебело црево. Здруженијето за борба против рак Борка за секој нов ден, како полноправен член на Европската асоциација за борба против рак на дебелото црево Европа Колон, го одбележува месец март, светски месец за превенција од рак на дебелото црево. Во текот на овој месец се спроведува кампањата "Не смислувате изговори", која опфаќа повеќе активности се со цел подигнување на свеста на општата популација за овој тип на карцином. Целта на оваа кампања е да се едуцираат граѓаните за овој тип на карцином и без изговори да го закажат прегледот кај својот матичен лекар, кој ќе им ги објаснат начините за превенција и навремено откривање на овој тип на карцином. Ден по повод светскиот месец за борба против ракот на дебелото црево март и како што и рековме во најавата на пресконференцијата што се одржа во Министерството за здравство заедно со Институтот за јавно здравство на 4 март кога го почнавме целата оваа кампања макетата на црево каде што ќе можат сите луѓе на експлицитен начин значи да ги видат, да се запознаат со податоците, со симптомите, со сето она што е потребно за да го направат својот ФОП тест. И навистина ни е драго што имаме поддршка од Ситимол, од Плей кафе, значи нормално Хофмална Роши, секако институциите тука кои што се за да можеме оваа кампања да направиме поуспешна и за да повише луѓе се јават на превентивен преглед. На денешната пресконференција посетителите и представниците од институциите имаа можност да ја разгледаат макетата на дебелото црево која за прв пат е поставена во Македонија. Оваа макета сите посетители може да ја видат од 15 до 18 март во холот на Скопје Ситимол на приземје. Целта на макетата е на експлицитен начин да ја запознае јавноста со ракот на дебелото црево. Инаку во Република Македонија од рак на дебело црево годишно заболуваат околу 500 луѓе, а околу 380 умираат. Годишно бројката на ново заболени мажи од оваа болест изнесува 28 нови случаи на 100.000 мажи, додека кај жените просечно се регистрираат 20 нови случаи од оваа болест на 100.000 жени. Во последните 10 години има тренд на пораст на смртноста од ова заболување и стапката на морталитетот е двојно зголемена. Болеста се манифестира право пропорционално со возраста, односно почесто се јавува кај лицата над 60 години. Утре во 16 часот во хотелот Александар Палас свечено ќе биде затворен третиот поред меѓународен шаховски турнир Open Карпош 2013, кој традиционално го организира Општина Карпош заедно со шаховскиот клуб Гамбит Асеко. Градоначалникот на Општина Карпош Стевче Кимовски на победниците на годинешниот турнир ќе им ги врачи 32 награди, а уметникот Живко Поповски Цветин вреден уметнички труд изработен од него на тема шах и цвеќе. Дирекцијата за заштита на лични податоци по повод 15 март, светскиот ден на потрошувачите, ги советуваше минувачите во градскиот трговски центар, кои се нивните потрошувачки права, при што акцент беше ставен на заштита на личните податоци на потрошувачите во банкарскиот сектор и друштвата за наплата на долгови. Елизабета Дамјановска. По повод одбележувањето на денот на потрошувачите 15 март, а со цел подигнување на јавната свест за заштита на личните податоци на потрошувачите во банкарскиот сектор и друштвата за наплата на долгови, Дирекцијата за заштита на личните податоци денеска под мотото "Вашата приватност е сигурна со нас" ги едуцираше минувачите во градскиот трговски центар за нивните права како потрошувачи. Го одбележуваме, но не само денешниот ден, туку со една серија на настани сакаме да дадеме прилог за поучување на сите потрошувачи за подигање на нивната свесност за заштитата на личните податоци, можните злоупотреби, но и механизмите за превенција во областа на секторот на банкарство и институциите кои се занимаваат со присилна наплата на долгови. А по бројот на примени представки од изминатата година, сметавме дека потребно е да се даде еден нов импулс на ова
поле и за уште еднаш да се преповторат и основните принципи за заштита на лични податоци токму во секторот банкарство, бидејќи често пати добиваме представки и поплаки за работењето на банките од аспект на преобемно собирање на личните податоци, често пати барање на документи за идентификација, а особено задршка на фотокопии од лични карти. Граѓаните денеска покажаа интерес и го искористија своето право да добијат одговори на најчесто поставуваните прашања, поврзани со собирањето и обработката на личните податоци, директниот маркетинг, но и да постават директни прашања до Дирекцијата за заштита на личните податоци, банките и друштвата за наплата на долгови. Најчесто поставувано прашање беше дали банкарските службеници смеат да фотокопираат нечија лична карта. Застануваат, малце се збунети, не знаат што точно се случува, меѓутоа можам да кажам дека од оние минувачи кои што застанаа да се информираат и да земат материјал, сме ги погодиле прашањата, односно повторно ги интересираат истите работи, а тоа е кога банката смее да им фотокопира лична карта, во кои ситуации може да им го земат матичниот број, што кога поднесуваат апликации за кредит, така натаму. И сметам дека почеток не можам сега да кажам и бројка на поделени материјали на луѓе кои што застанале, меѓутоа почнуваме денес, одиме уште во 5 градови во Република Македонија од наредната недела натаму, така што до 1 април ќе трае целата оваа кампања, па се надевам ќе можеме после тоа да кажеме и бројка и најчесто поставувани прашања. Во секој случај темата ги интересира апсолутно, особено заради тоа што знаеме дека сите ние секојдневно правиме по некоја трансакција во некоја банка, значи баш е наше секојдневие. Генерално знам, согласно законската регулатива, генерално познати ми се тие мои права од аспект на личните податоци. Од причина што малку од малку сум упатена во законската регулатива, не сум дозволила да се сретнам со такви нарушувања на моите права. Отворените денови на Дирекцијата за заштита на лични податоци ќе продолжат да се одржуваат и во Битола, Кавадарци, Тетово, Охрид и Струмица. Дванаесет еколошки организации издружени во коалицијата Екологијата приоритет ги повикуваат кандидатите за градоначалници на град Скопје, Киселавода, Газибаба и Линден, како и дел од општините низ Македонија да потпишат заложба дека доколку бидат избрани ќе работат на санација и ремедијација на еколошката жешка точка во нивната општина. Представниците на Екологија приоритет се вознемирени од фактот дека во повеќето од овие општини граѓаните со кои се обиделе да разговараат за загадувањето одбиле разговор или побарале да останат анонимни. Екологистите сметаат дека е крајно време историското загадување на вистина да отиде во историјата и затоа бараат кул градоначалници за еколошки жешки точки. Кандидатот за градоначалник на општина Центар од редовите на ВМРО ДПМН Владимир Тодоровиќ во дел од изборната програма вети решавање на проблемот за паркирање на возилата на територија на општина Центар. Додека пак неговиот против кандидат Андреј Жерновски од редовите на СДСМ обвини дека вчерашната пресконференција на која што посочи дека мафијата по 24 март ќе треба да се збогува од општина Центар, денеска тој добил 4 демолирани штабови во Центар, Дебармало, Капиштец и Мачермало. Партијата за Зелена Македонија Дом пак најави дека ќе се бори против загадувањата на Газибаба и Бутел, а партијата Сојуз на Титови леви сили денеска ги представи своите кандидати за градоначалници и носители на листи за советници на градот Скопје и на општините во Скопје и Република Македонија. Ивана Митковска. Кандидатите за градоначалници за скопските општини и дел од помалите политички партии денеска растрчани низ градов промовираат дел од нивните изборни програми. Кандидатот за градоначалник на општина Центар од редовите на ВМРО ДПМН Владимир Тодоровиќ, како дел од изборната програма, вети решавање на проблемот за паркирање на возилата на територијата на општина Центар, освен катната гаража кај Нова Македонија. Тодоровиќ најави и монтажни паркинзи во Капиштец и во близина на Макдоналдс, како и нови 20 локации низ Центар за изградба на катни гаражи. Вчерашниот број на паркирани возила бил овдека на ова место кај што стоиме 456, самиот податок покажува дека навистина има потреба од градење на катни гаражи. Општина Центар во наредниот период треба да доврши започнатата катна гаража кај Нова Македонија, да
во програмите стојат уште монтажни паркинзи на две локации, едната е во Капиштец и едната е во потресното централно градско подрачје, поточно негде зад Мекдоналдс. Додека пак неговиот против кандидат Андреј Жерновски од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија обвини дека по вчерашната пресконференција, на која што посочи дека мафијата по 24 март ќе треба да се збогува со општина Центар. Денеска добил 4 демолирани штабови во Центар, Дебармало, Капиштец и Маџирмало. Денеска имаме, како што гледате, новој штаб и не само новој, имаме 4 скршени штаба од сите во Скопје, токму нашите во општина Центар. Ова е за жал сликата на нашиот штаб, но ова е сликата на нашиот општина Центар, ова е сликата на нашиот град Скопје, ова е сликата на нашата Македонија. Немам никакво сомнение дека ова сценарио што се случува е одговор на вчерашната пресконференција, каде што најавив дека 4 години кои што се пред нас ќе бидат честни, ќе бидат со мандат во кој што нема да има никаква афера. Значи нешто спротивно, сосема спротивно од 13 години кои што се позади нас, за кои што граѓаните зборуваат за тоа колку станови зела Ларова, за кои што граѓаните зборуваат за катните гражи, кои што од јавни површини преку ноќ станаа приватна собственост на сегашниот градоначалник Тодоровиќ. И додека Жерновски ги обвинуваше активистите на ВМРО ДПМНЕ и обвини дека демолираните штабови зборуваат за нивниот страв. Неговиот против кандидат Тодоровиќ изјави дека не му е познато за какво демолирање станува збор. Не очекувам дека нашите активисти тоа го прават, можеби сакат некој да предизвикат намерно некаква штета на нашиот рейтинг, велејќи дека во јавноста дека тоа го направиле нашите активисти. Не верувам во тоа, но велам дека прв пат да слушам информациите. Освен кандидатите за градоначалници на скопските општини од двете најголеми политички партии, со своји изборни програми излегоа и дел од помалите партии. Партијата за Зелена Македонија Дом најави дека ќе се бори против загадувањата на газибаба и бутел. Лилијана Поповска изјави дека советниците на Дом ќе бидат дежурна екопатрола во советите. Ќе го контролираат работењето на инспекторите во општините и во градот, кои ги има вкупно 12, и ќе инсистираат тие да бидат подобро опремени и со луѓе и со возила и да реагираат навремено на лице место или до Министерството за екологија. Денес носителите на листи за градот Скопје, за општина Бутел и општина Газибаба, бевме во посета на скопски легури заради поплаките кои што доаѓаат од граѓаните заради енормните загадувања кои што доаѓаат од комплексот на поранешна железарница. Со стартот, со почетокот на работата, на процесот треба да се извршат тие мерења и да се видат резултатите, односно ефектите на намалувањето на загадувањата после превземените дејства од нивна страна. Партијата Сојуз на Титови леви сили денеска ја презентираа својата изборна програма и кандидатите за градоначалници и носители на листите на советници на градот Скопје и на општините во Скопје и Република Македонија. Со нашиот слоган, односно изборна парола, доста беше. Доста им беше на сите. Ние и нашите кандидати не ветуваме тротоари, базени, тениски игралишта, улици, булевари. Не ветуваме странски, а во суштина наши инвестиции и капитал, каде што работниците ќе бидат средство за експлоатација, а не каде што ќе бидат самостојни чинители кои ќе одлучуваат за својата судбина. Титови леви сили своји кандидати за градоначалници имаат во скопските општини Газибаба и Ѓорче Петров. Во трката за градоначалник во Газибаба од редовите на Титови леви сили ќе се трка Антонио Јовановски, а во општината Ѓорче Петров кандидат за градоначалник од оваа партија е Драган Марковски. Во скопските општини Сојузот на Титови леви сили ќе настапува и со своји самостојни листи за советници во општините Центар, Ѓорче Петров, Киселавода, Карпош, Аеродром и Чаир, како и со самостојна советничка листа за градот Скопје со носител на листа Ксенија Манчев.
Проблемот со лифтовите во високите згради не станува сериозен, пред се безбедносен проблем, кој ги засега граѓаните на Карпош кои живеат во висококатници. Затоа во наредниот временски период ќе формираме сопствен сервис кој на трошок на буџетот на општина Карпош ќе ги поправа лифтовите во високите згради, изјави кандидатот за градоначалник на општина Карпош Стефчо Јакимовски. Тој смета дека општина Карпош треба да преземе дел од обврските кои произлегуваат од разрешувањето на проблемот со лифтовите и во иднина ќе издвојуваат значајни буџетски средства за оваа намена. Додека пак реализација на повеќе од 10 проекти во населеното место Нерези, најави денеска носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН за Карпош, Сашо Лазаревски. Како проекти кои ќе се реализираат во Нерези се организирање на планинарски тури од Нерези до манастирот Свети Пантелеймон во август на денот на Свети Пантелеймон. Изградба на трим патека во вредност од 6 милиони динари до 2014 година. Промоција на етно село во близина на црквата Свети Пантелеймон. Пошумување на делот од водно со питом костен. За реализација на овој проект ќе бидат одвоени 3 милиони динари, а истиот ќе се реализира во периодот 2015-2016 година. Исто така и општина Карпош ќе продолжи да ја поддржува традиционалната манифестација Ден на виното, Винаријада, која се одржува секоја година кон крајот на јануари. Во текот на досегашната кампања Врата до врата се посетени 80% од населението во општина Карпош, при што се остварени директни контакти и разговори со граѓаните, информираше денеска кандидатот за градоначалник Андреј Петров од Сојузот на иднината. Според него имала позитивен одговор и одличен прием од страна на граѓаните. Коментари за поддршка на неговата изборна програма, како и сугестии, рече Петров, кои ќе бидат земени предвид при работењето во следниот 4-годишен мандат на неговата администрација во Карпош. Петров најави дека ќе продолжи со посетите на домови на граѓани во Карпош со позитивната кампања и пристап, барајќи ја поддршката од граѓаните за продолжување на успешната приказна во Карпош, но и за подобра иднина на граѓаните. Во останатиот дел на вестите уште ќе гледате. Спорт. Ракометарите на Металург го победија Динамо Минск во првиот надпревар од осмина финалето во Лигата на шампионите. Актуел, пред да се раздени е новата евровизиска песна. Ракометарите на Металург го победија Динамо Минск во првиот надпревар од осмина финалето во Лигата на шампионите. Веднаш по блокот реклами си останатите спортски вести.